Здраво! Многу нови и интересни содржини ви нудиме и денес во Лајт, па затоа не менувајте ја фреквенцијата на ТВ Стар и проследете не до самиот крај. Дознајте ги деталите поврзани со новата премиера во Народниот театар во Штип, насловена како Градникот на Нора. А исто така дознајте и кој трпи повеќе болка, дали момчињата или девојките. Џими Чу ја пласираше новата колекција на обувки предвидена само за лудата новогодишна ноќ. Не плашете се да блескате на празничните забави. Ова е пораката од Џими Чу. Модниот бренд преку гламурузна фотосесија ги презентираше обувките и чантите кои би ги посакала секоја представничка на понежниот пол за бројните ноќни забави за време на празничната сезона. Елегантни обувки со модерен шпиц, сандали со испреплетени ремчиња кои мамат погледи и мини чантички кои изгледаат како накид во раката се дел од понудата на брендот кој секогаш остава свој печат на црвениот тепих во Холивуд. Во продолжение следува Лајт анализата за тоа кој трпи повеќе болка, дали момчињата или девојките. Мажите се посклони да лелекаат од кашлање и настинки во зима, што покажува дека жените имаат повисок праг на болка. Ова го покажуваат резултатите од најновите истражувања во кои учествувале 2000 лица. Од него станува јасно дека жените почесто молчат, дури и кога ги боли. За разлика од нив, мажите се повеќе склони да се жалат и често ја преувеличуваат нивната состојба. Така, настинката ја опишуваат како неподнослива агонија, која дури може и да ги убие. А кога би ги прашале машките какво е нивното размислување за тоа кој трпи повеќе болка, дали тие или жените? Еве ги одговорите. Па ја мислам дека секаде има болка, без разлика машко или женско. Некако може да се поосеќајни згоре на површината, ама мажите повеќе на срце страдат. Значи женските трпат повише болка и се поиздржливи. Од порастеглив материјал се за тоа. И жени и мажи сите. Половина од жените изјавиле дека не му веруваат на партнерот кога се жали на болка. Во исто време, 52% од нив сметаат дека партнерите им се жалат за работи кои тие никогаш не би ги ни споменале. Во Народниот театар во Штип се подготвува нова представа, комедија. Дознајте ги деталите. Нова премиера, четврта поред за оваа година на Народниот театар во Штип. Станува збор за комедијата Градникот на Нора, представа работена од сопствени средства. Е работено, адаптација на филмско сценарио е овој текст. Го избравме овој текст бидејќи пред се беше комедија. Ние бевме сите едногласно сложни да работиме комедија овој пат, бидејќи сакавме некако пред нова година да се изрелаксираме. Колку повозрастната генерација на глумци може да научат нешто од помладите. Тоа е само младоста да ни се пренесе. Значи веќе подолго време се провлекуваше таа идеја за комедија. Сега во временски период не знам колку точно, можда година, две и се некако ајде, овој месец, другиот месец и може би доцнеме оваа година. Може би доцнеме најверојатно во барање на текст кој што евентуално ќе ни помогне. Представата, значи, играат Владимир Тулиев, Валентина Георгиева, Пеце Ристевски, Миле Вратеовски, Марија Минчева, Виктор Арев, Данче Зенделска и Елена Шорова. И јас се појавувам на крај малкучко. По премиерата во петок, најавени се неколку репризи во декември. Следната реприза е на 12 декември, после ќе следува 20, 21, 24 и 26 за ова теков на 2013 година. Изборот за музиката е на Владимир Тулиев, за костимите се погрижи Валентина Георгиева, а за сценографијата сите актери. И доколку сепак се одлучивте вечер да останете дома, еве ви предлог филм. На филмското мени денес ви го нудиме филмот Riddle во време траење од час и 40 минути. Еве ја кратката содржина на овој трилер. Станува збор за студентот Холи Тейлер, кој доаѓа во таинствениот град Ридл во Пенсилванија, во потрага по неговиот брат. И покрај противењето на локалниот шериф и градоначалник, почнува да ги открива тајните поврзани со една напуштена психијатриска болница во предградието на градот. Што се ли ќе се најде, што тајна чува страшно чудниот град. Ќе дознаете секако ако го погледнете овој филм. Lots of people claim that they saw him. That's the problem. We've done all that we could do.
Sometimes your problems are your own. I just want to find my brother. There's gonna be a problem? Doesn't concern you. Hey, don't be afraid. There must be something he's not telling you. What do you know about my brother? Can't talk about this right now. Riddle Psychiatric Files. Birth parents Jean and Sandra Bristol. You were adopted. Се што е убаво, трае кратко, па така и со оваа епизода на магазинот Лајт. Јас ве поздравувам и ве поканувам да ги погледнете подготвените содржини на tvstar.com.mk или пак на веб порталот во Штип.mk. И пред самиот крај поздрав до моите спонзори Контеса Штип и Бутик Тина. Чао, чао!